За подршка на млади родители ќе воведеме повласена стапка од 5% на ДДВ за бебешки производи со кои ќе се намалат нивните трошоци. За да се намалат трошоците при набавка на училишен прибор, ќе намалиме стапката на ДДВ од 18 на 5%. За да им помогнеме на најранливите категории граѓани, предвидено еднократен отпис на долгови. Тоа се лица корисници на социјална помош, лица кои подолго од 12 месеци се евидентирани како невработени лица, кои активно бараат работа во Агенцијата за вработување. Услов е двајцата сопружници да не се вработени, односно само барателот да не е вработен ако станува збор за лице кое не е во брачна заедница. Второ услов е да се оствари поголем кумулативен годишен приход од 105,600 денари за претходната година. Исто така, услов е лицата да немаат во својата собственост или во собственост на сопружникот друг стамбен објект за живење освен овој во кој живеат самите или со своето семејство. Ќе се отплаќаат неплатени долгови за електрична енергија, кои ќе се утужени и неплатени подолго од 12 месеци. Исто така, ќе се отплаќаат тековни сметки, минусни салда, кредитни картички, потрошувачки кредити кои се достасани, а не платени подолго од 12 месеци. Има уште една мерка која е многу значајна за намалување на зависноста од увоз на месо и на млечни производи. Предвидено е намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5% за добиточна храна, адитиви за сточна храна и за жив добиток. Ќе се продолжат измени во Законот за прекршоци со кои се предвидува нивелирање на прекршочните санкции спрема економската моќ на субјектите поради поведување поголема правичност во изрекувањето на прекршочните санкции. Висината на прекршочните санкции ќе биде во корелација со повеќе критериуми: големината на деночниот обврзник, бројот на вработените, остварената добавка, проценки и висина на предвидената штета и слично. Почитувани граѓани, има разлика. Вие знаете да ја препознаете.